Поштувани гледачи, добро вечер. Го следите централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме презентација на убавините на Осоговијата за македонски и бугарски новинари организираше Македонското еколошко друштво. Осогово и лично и различно проект на неколку невладини здруженија и организации од Кочани и Пробиштип. Започна одбележувањето на Светската недела на детето во детската градинка Павлина Велјанова. Настап на фолклористи од Јасеници и Нова Горица во општините од регионот. Реализирана акцијата Македонија без отпад на повеќе пунктови во градот. Фудбалерите на Осогово со резултатот 2:0 ја совлада екипата на Брегалница Гола Коделчево. Се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте ме. Железара Никон во Стришани веднаш до Фотолуна. Располага со голем број специјализирани производи со висок квалитет и најповолни цени. Над 3000 производи од рачен алат Макс Пулс до земјоделски машини, Топ Мастер производи, заштитни средства, работна опрема. Екстра попуст до 19 октомври. Високомонтажна батерија за вокујна 990 денари, работнички патеки Фумакс 1200 денари, моторна пила 3490 денари, компресор Макс Пулс 50 литри 6900 денари, агонна брусилка 850 денари, ударна бор машина 2600 денари, бор машина 850 денари, полукомбинезон Фумакс 750 денари, хидрофор 6500 денари, брусилка 2800 денари. Од 3 до 12 октомври голема продажна акција на Тигар Метал. Поцинкован лим 2 на метар 289 денари, 3 на метар 429 денари. Пластифициран лим во сите бои и димензии, по ваша мерка, по екстра цени. Сите видови елементи за ковани огради. Цевки и профили во сите димензии по екстра ниски цени. Шрафовска роба. Бои, лакови. Бесплатен превоз до вашиот дом. Тигар Метал, Кочани, во близина на автобуската станица. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето.
Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Македонското еколошко друштво и Бугарската федерација за биоразноразие од вчера па во наредните 2 дена реализираат проект за запознавање со убавините на Осоговските планини. Македонското еколошко друштво и Бугарската фондација за биоразноразие во наредниве 3 дена ја организираат кампањата за презентација на пониква на Осоговскиот масив, како на македонска, така и на бугарска страна. Учествуваат по 5 новинари од Македонија и Бугарија, кои заедно со проект тимовите на Македонското еколошко друштво и Бугарската фондација за биоразноразие 3 дена ќе крстарат низ Осоговските планини со цел одблизу да ги видат и регистрираат природните убавини и посебности на Осоговијата и при тоа да ги презентираат на пошироката јавност. Одлучивме некако да со заеднички сили организираме еден ваков настан кој што можеби ќе премини во една традиција со цел луѓето што повеќе да се дружат во регионот и да привлекуваат луѓе од цела Македонија, па дури нели и од надвор да се приклучуваат кон ваквите активности кои што сега нели треба да бидат настани кои што ќе бидат за повеќе дружење, повеќе размена на искуства и бенефит дури нели и за самите организации или за луѓето кои што се учесници. Во иднина дека ќе биде и многу повеќе посетена, ќе биде и многу поубаво организирана. Ова е навистина само едно волонтерско учество на сите организации кои што сега моментално вклучени во организација на настанот. На 8 октомври ќе бидат посетени локалитетите на територијата на Република Бугарија, каде што ќе заврши студиското патување во рамките на овој проект. Осогово и лично и различно е проект кој вчера на терените на пониква на Осоговските планини го реализираа повеќе организации од Кочани и Пробиштип. Осогово и лично и различно е проект кој вчера на терените на Пониква на Осоговските планини го реализираа планинарското друштво Пониква, велосипедскиот клуб Електрика од Кочани, како и велосипедски клуб Машинскиот круг и Slow Food Осогово од Пробиштип. Поентата на овој собир е да се посети Осогово во еден период кој што е, да речем, помалку популарен, бидејќи нели не е нити летна сезона, нити пак е скијачка да започната, меѓутоа сакаме да ги предочиме на луѓето дека дури во онаа сезона која што не го знаат, сепак е лично и треба да доаѓаш што почесто на планина. Ние како планинарско друштво се обидовме како коорганизатори да привлечеме што поголем број на планинари од нашиот град и се надам дека во иднина ќе прерасне во традиција и да покажеме на сите во Македонија дека Осогово е погодно и за планинарење, и за велосипедски туризам, промоција на здрава храна, народни носи и дружење. Го поддржавме овој значаен проект затоа што тоа е од голем интерес за нас, за граѓаните од овој регион, со цел промоција и заштита на природните и ретки убавини кои ги поседува овој регион овде и на некој начин да го свртиме вниманието на јавноста што ние поседуваме, како би можеле, се разбира, населението кој гравитира овде во една перспектива да има и некаков бенефит. Ова беше убава можност да се видат поблизу убавините на Пониква и на Осоговијата. Планинарската тура на Пониква пристигна преку село Јастребник. Велосипедистите возеа од Кочани до Пониква, а рекреативците допатуваа на терените на Осоговските планини со автобус. Ним им се придружија и експедициите од Македонското еколошко друштво и Бугарската фондација за биоразноразие. Велосипедистите и планинарите од Кочани заеднички ќе ги зачувуваат убавините на Осогово. Шампионот во велосипедизам Јоже Јованов беше еден од предводниците на турнијата, за која смета дека е најдобриот начин за истакнување на осоговското природно богатство.
Со цел зачувување на убавините на Осогово и на убавите кочански традиционални јадења, во неделата на Пониква присуствуваа љубители на планината од Кочани и од соседните општини од истокот. Меѓу предводниците на турнијата беше и Јоже Јованов, велосипедист од Кочани. Според Јованов, ова е најдобриот начин на одбележување на настани од рекреативен карактер. Денеска сме дојдени сите заеднички по иницијатива на Македонското еколошко друштво, планинарското друштво, ние како велосипедисти и уште неколку здруженија, како што гледаме, со етно штандови, со етно храна, традиционална храна од нашиот регион и заеднички да одбележиме овој настан, па можеби еден ден и да стане традиционален. Инаку, Јоже Јованов е првак во македонски велосипедизам, кој во својата кариера брои 10 освоени титули, по 2 во кадетска и јуниорска конкуренција, а со овогодинешната 6-та сениорска конкуренција тој се закити со титулата државен првак во велосипедизам во Македонија. Но амбициите на Јоже не запираат тука. И покрај повредата со која се здоби неодамна и поради која пропушти дел од трките, тој понатака има големи планови за воиднина со цел постигнување на поголеми успеси и освојување на нови титули. Лиценцата за надпревар можеби и апсолутно не беше доволно искористена, затоа планирам 2014 да нема пропуштена трка во мојата кариера. Јоже е само уште еден во низата успешни кочански таленти со кои градот Кочани може да се пофали и да се гордее со нивните успеси, кои го афирмираат и го истакнуваат на повисоко ниво. Светската недела на детето со своји активности ја одбележуваат и децата од сите 4 клона на детската градинка Павлина Велијанова во Кочани. Го оживуваме овошјето беше денешната тема на одбележувањето на овој ден. Од денеска започнува неделата на детето, која што со своји активности ја одбележуваат и децата од сите 4 клона на детската градинка Павлина Велијанова во Кочани. Со своји активности денеска во централната градинка клон 1 кај автобуската станица, децата твореа на тема Го оживуваме овошјето. Покрај сите активности што ги обуваме во текот на целата година, од денеска почнуваме да ја одбележуваме неделата на детето. Секоја група, соодветно на својата возраст, има своји активности. Така втора мала ќе работи со колаж, средна група ќе работи со пластелин, а ние, големата група, ќе го оживуваме овошето и зеленчукот. Секоја групичка е поделена, тука на масичката, како што можете да видите, на двете масички ќе го оживуваме зеленчукот, а на една овошјето. Секоја идеичка беше представена на децата порано, заради тоа, за да може да си донесат од дома овошји и зеленчукот. Тука можам да го истакнам значењето од соработката со родителите, бидејќи тие со своите креации ја збогатија оваа денешна работилница, исто така и на децата им обезбедија материјал за работа. Јас сега ќе правам количка од патлиџани и од краставица. Сама ќе правам. Количка со патлиџан. Јас сам. Не од никој друг. Денеска и децата од градинката клон 3 кај Тикишински лозја играа игри од областа на физичкото воспитување, а веќе утре децата од градинката клон 2 кај Руен со активност од областа на математиката, која ќе има и надпроверувачки карактер, ќе одбележат светската недела на детето. Во среда во градинката клон 4 кај Пазарот, децата ќе имаат ликовно изразување во сите техники, се во рамките на одбележувањето на неделата на детето. Настап на играорци од Јасеница и Нова Горица на целовечерни концерти во Облешево, Оризари и Зрновци. Гостите од Словенија беа примени од пензионерската организација во Кочани. 40 членови на Македонското културно друштво Илинден од Јасенице и Охридски бисери од Нова Горица во Република Словенија викендов престојуваа во Кочани. Реализира неколку успешни концерти пред жителите на трите општини од регионот. Во саботата 20 од нив, претежно пензионери, беа примени и од страна на председателот на Сдруженијето на пензионерите од Кочани Ѓорги Серафимов. Средбата протече во убава атмосфера, како да се познаваат подолги години.
ние како луѓе од трета доба, поготово за овие помлади луѓе, кои што гајат нашиот фолклор, нашите обичаи во странство, во Словенија, у Нова Горица, конкретно и у Језенице, ни беше задоволство да се организираме и да ги прифатиме овие деца и овие луѓе, да ги поздравиме и да кратко да ги запознаеме со нашите активности и нашите желби за соработа и соработка со нив. Ја мислам оти овие средби ќе обезбедат со нив една поголеми контакти во едина и во прва прилика сметам оти они ќе изразија таква желба да одредени програмирани активности ние да со нашата посета во Словенија да ги посетиме и да го тоа организираме. Едната година ќе бидат наши гости, дали ќе бидат во минување преку Словенија или пак директно ќе повикаме. Значи можеме да очекуваме соработка. Соработка ќе биде затоа што више и ние имаме наши пензионери у Словенија, значи прва генерација сега се појавуваат и соработката ќе се продолжи. Мислам дека ќе добро соработуваме со пензионерите од Кочани. Тоа дека доваѓаме прв пат тука, очекуваме добра соработка и со пензионистите и со другите друштва тука. Ќе воспоставиме контакти, ќе продолжиме ќе пробаме тие контакти да ги продолжуваме. Ние исто така ќе им понудиме можност на нив, бидејќи сме на самата граница меѓу Словенија и Италија, можности соработка и со италијанските друштва и со словенските друштва, така да се надеваме дека на меѓудржавни ниво ќе ги продолжиме соработките на. Членовите на овие две македонски друштва се представија со сплетови од македонски народни песни и ора низ 3 целовечерни концерти во Облешево, Оризари и Зрновци, каде што ја покажаа големата љубов кон македонската песна, игра и оро. Концертите беа проследени од голем број граѓани на населените места од овие 3 општини од Кочанскиот регион. Во саботата се реализираше акцијата Македонија без отпад. Учествуваа граѓани и ученици од кочанските училишта. Се чистеше на повеќе пунктови во градот. Македонија без отпад е акцијата на Министерството за животна средина и просторно планирање, што се реализираше во саботата на неколку пунктови во градот. Се чистеа познати локации кај фабриката за вода, потоа депонијата на Полацки пат, како и на патот кон езерото Градче. И општина Кочани се вклучи со невладината организација Ајде Македонија да се вклучи, да бидеме заеднички дел од оваа акција на ниво на цела Македонија. Општинската администрација, дел од општинската администрација, ангажираните луѓе од комуналното претпријатие Водовод се вклучија на ово место за да и денеска се вклучиме да заеднички помогнеме да се исчистат овие диви депонии кои што никнуваат постојано на овој дел од градот. Сакам да напоменам дека целата општина се вклучи. Вчера беа вклучени основните и средните училишта на повеќе локации во градот и действува онака како што е препорачливо, најпрви едукативно, за да може секој да погледне како изгледа овој дел од градот и физички да се вклучи во оваа акција, за да утре не може да самите бидат тие причинители за такви депонии и да извршат едно влијание на оние луѓе кои што ги ствараат тие депонии да бидат малку во што помал број. Очекувам дека оваа акција ќе помогне на нашето население и дека ќе имаме што помалку такви депонии во иднина. Во акцијата се вклучи и компанијата Екопак-Хит од Кочани, задолжена за депонирањето и одлагањето на сметот во регионот. Екопак-Хит како чувар на вашата околина, нели тоа е нашето мото, ги поддржува сите овие акции. Вие знаете дека ние постојано организираме вакви акции. Мене многу ми е жал и многу сум изненадена бидејќи немаме поддршка генерално од граѓаните, меѓутоа еве ова нека биде почеток, еден апел за следната акција која ќе организираме заедно со општина Кочани, да излеземе сите помасовно бидејќи сепак ние тука живееме. Ние сме чувари на вашата околина, ама
сепак заеднички сите заедно би требало да направиме нашето место да биде уште поубаво за живење и да имаме чиста животна средина. Акција за расчистување на средината во која живеат и работат реализираа и основните и средните училишта од општина Кочани и суседните општини Зрновци и Чешиново Облешево. Во акцијата Македонија без отпад со своји активности во саботата се вклучија и учениците од основното училиште Малина Попиванова од Кочани. Во саботата во градскиот парк во општина Кочани учениците од основното училиште Малина Попиванова заедно со наставниците учествуваа во акцијата Македонија без отпад. Целта на овој проект е да се расчисти средината во која живеат и работат граѓаните и се реализираше на повеќе места во општината. Инаку учениците од основното училиште Малина Попиванова докажаа дека отпадот има иднина, со што од него фрлаа во отпад, туку од него правеа мозаик од отпаден материјал. Мозаикот ни носи еколошка порака, дека и отпадот има иднина, дека не секој отпад значи ѓубре, дека истиот треба правилно да се складира, селектира и дека истиот може да се рециклира. Тоа е еден од начините со кој ќе допринесеме да имаме почиста и здрава животна средина, односно ќе сочуваме планетата, затоа што друга резервна планета немаме и како што некои рекле, ја наследивме од нашите предци, а ја позајмивме од идните генерации. Во акцијата, како што можете да видите, учествуваат сите ученици од нашето училиште и наставниците, а посебен придонес дадоа и членовите од екоодборот, кои работат во склоп на реализирање на програмата имплементација на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Оваа програма во училиштето се спроведува веќе 2 години. Со ваква акција ќе се предонесе за поздрава и почиста животна средина за околината во која живееме. Во акцијата се вклучија и членовите на еколошкиот одбор кои работат во склоп на реализирањето на програмата имплементација во еколошката едукација во македонско образовниот систем. Тешка кражба во Виничко. Крадец успеал да извлече милионска сума и големо количество на златен накит. И со тоа се збогатил за 16.500 евра. Крадците продолжуваат да оперираат во домовите. Овој пат оштетен за 1.020.000 денари е жител на виничкото село Лески, кој во саботата вечерта бил мета на крадец кој домот успеал да му одземе 12.000 евра и поголема количина златен накит. Кражбата се случила во саботата околу полноќ, кога крадецот, чиј идентитет е се уште непознат, ја извадил мрежата поставена на прозорот од куќата, влегол внатре и извршил пребарување, ги одзел парите и накитот и го напуштил местото, оштетувајќи го сопственикот за 16.500 евра. Полицијата веднаш извршила увид на местото на кражбата и трага по сторителот. Истиот тим на Осогово, кој до 7-то коло губеше на гости и дома. Вчера победи солидната екипа на Брегалница Делчево со сигурни 2:0. Смената на раководството како да ги разбуди фудбалерите на Осогово, кои во неделниот надпревар по голема борба со 2:0 успеа да победат моште добрата екипа на Брегалница Голако Делчево. На градскиот стадион се играше тврд и неизвесен надпревар во кој домакините во второто полувреме постигнаа 2 гола, без да примаат ниту еден и на тој начин да прокнижат 3 нови бода. Првиот гол го постигна искусниот Симовски, а вториот беше дело на Ѓоргиев во финишот на надпреварот. Брегалница не беше наивна екипа, па во текот на надпреварот создаде неколку изгледни прилики, но домакините или правовремено интервенираа, или напаѓачите од Делчево не беа доволно спретни и прецизни. Надпревар за рубриката Верували или не одигра во саботата Младост и Нина С и шампионот Билјанини Извори во Оризари, на кој за 21 минута игра домакините постигнаа 5 гола, пошто судиите ја прекинаа фудбалската бламажа. Во саботата на фудбалското игралиште покрај Масалница, женскиот фудбалски клуб Младост од Оризари и Билјанини Извори одиграа надпревар кој слободно може да се смести во рубриката Верували или не. Оризарки, подготвени по паузата заради настапи на репрезентацијата на Македонија, очекуваа голем меч против ланскиот шампион од Охрид, женскиот фудбалски клуб Билјанини Извори, но наместо тоа наидоа на противник со само 7 фудбалерки, без тренер и без стандардно водство на екипата. Ова ја мислам дека е жално за женски фудбал во Македонија.
да беше некоја друга екипа, ајде можеби ќе се поминеше преку тоа. Меѓутоа ова е денеска ние се спремавме гостин да ни биде ланскиот шампион на Македонија, екипата на Билјан ни извори. Да требаше да биде дерби. Според емињата требаше да биде дерби, меѓутоа изгледа тие дојдоа и наменски за да не се одигра надпревар до крај. Дојде само со 7 играчи и видовте и сами вашата без тренер, без лекар, без ништо, без представник и мислам дека со цел и повратата на Гомоно беше со цел само да се прекине надпреварот за да не примат повеќе голови. Со оглед на фактот дека пропозициите дозволуваат да се игра надпревар доколку една од екипите на терен има барем 7 фудбалерки, Охриѓанки истрчаа на игралиштето во Ризари, но нема ниту резерви, ниту тренер, ниту службени лица. Ваквата фудбалска бламажа траеше 21 минута, кога се повреди голманката на гостинките. И бидејќи таа не можеше да го продолжи надпреварот, а правилата не дозволуваат да се игра со 6 фудбалерки, судиите беа принудени да го завршат овој нерамноправен дуел. Според правилата и прописите на Фудбалската федерација, еден надпревар не може да продолжи кога на теренот има 6 играчи. Значи, гостинскиот голман кој се повреди во 21-та минута, тоа беше седмиот играч и судиската тројка е должна да почека 5 минути да види дали е во состојба повредениот играч да го продолжи надпреварот. На денешниот надпревар видовме дека голманката беше повредена. По интервенција на лекарската екипа се констатира дека не може да го продолжи надпреварот и поради тоа надпреварот е прекинат во 21-та минута, во 25-та, прекинот беше, повредата беше во 21-та минута, при резултат 5-0. Во оваа ситуација надпреварот се регистрира со постоечкиот резултат 5-0. Во меѓувреме Оризарки постигнаа 5 гола, што е официјалниот резултат на надпреварот, а Охриѓанки стигнаа до целта на игралиштето само кога мораше да тргнат од центарот на попримениот гол. Ова бе информациите што ви ги подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и имајте пријатна вечер. Довидување.